Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН, Коалицијата за обнова на Македонија, поднесе повеќе закони од текот на оваа недела кои што се од интерес на граѓаните. Со првиот закон бараме владата да се откаже од идејата сметките за струја да се покачат за 5% од нова година, односно за речиси 13% од 1 јули 2023 година. ДДВ за електричната енергија за домаќинства да продолжи да биде 5% во текот на целата една година, а власта нека намали со купувањето на струја од сумнителни фирми, нека се справи со криминалот и корупцијата која извере од АДСМ и ќе може граѓаните и во иднина да плаќаат иста цена на струјата која и во моментов е онака висока. Домаќинствата секој месец преку сметките за струја го плаќаат криминалот, корупцијата и неспособноста на Димитар Ковачевски, Крешник Бектеши и Васко Ковачевски. Вториот закон се однесува на мерката викенд без ДДВ. Предвидуваме секој викенд додека трае кризната состојба, а тоа е 30 април 2023 година, за купените прехранбени производи граѓаните да добијат целосен поврат на платениот ДДВ. Државата прибира огромни средства по основ на зголемени цени и ред е да им се помогне на граѓаните. Не бараме премногу, само данокот за храна да го вратат кај граѓаните. Само шака луѓе од владата ќе купуваат ајкули, делфини и китови, сите останате ќе купуваме леп, зејтин, млечни, сувомеснати производи и така натака. И со третиот закон бараме износот на субвенција за студентскиот оброк да се зголеми од 120 на 160 денари. Инфлацијата кај храната е 30% и повеќе од неопходно е да се зголеми овој износ. Загрижувачки е веста дека само оваа година 800 студенти од Македонија се запишале на Универзитетот во Љубљана. Неквалитетното високо образование и катастрофалниот студентски стандард се причините за ваквите одлуки за студентите. Човек да помисли дека власта намерно го уништува високото образование за младите да се мотивирани да се иселуваат. Ја повикуваме власта и мнозинството да ги прифатат овие предлог закони без дополнителни игри и одлагања. Крајно време е граѓаните да бидат приоритет на власта наместо криминалот, корупцијата и расипништвото. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. До овој момент разгледани се 50 на амандмани, остануваат уште 210. Разгледани се околу 3, од кои што 2 видоизменети од пратеници на власта и еден, да ве подсетам, беше оној амандманот кој што опозицијата го изгласа со 6 пратеници, наспроти 0 против и 0 воздржани, за кој што беше барање од Сојузот на синдикати на Република Македонија за 15% покачување на платата во јавната администрација. Очекуваме во наредниот ден малку подинамично да влеземе во амандманскиот процес, бидејќи мојот заклучок и општиот заклучок на јавноста беше дека со филибастери мнозинството проба само да се блокира за да не се отворат што е можно повеќе амандмани, за да видат граѓаните како мнозинството истите ги одбива затоа што се барање на синдикатите, коморите, самите граѓани и така натака. Така да очекувам да стигнеме до самиот крај во овие наредни 2 дена и да видиме уште колку власта ќе ги прифати од мнозинството. Добро, со овие предлог закони што ги барате вие тоа ќе значи помош за пари води, од каде ќе се помни буџетот? Имате ли информација колку би било евентуалното ново задолжување за да се изгласат сите овие ваши предлози да се прифатат? Видете, самиот буџетот пред неколку дена веќе е на нереална основа и она кое што се случува од владините, би рекол, функционери, премиерот и министерот за финансии, кои што на секој 3 дена имаат пресконференција каде што кажуваат дека буџетот е реален и остварлив. Прво, не е така, бидејќи самата приходна страна е нереална по повлекувањето на нивната даночна реформа. Второ, мене ми е општо вака нереално, би кажал, и навистина не можам да најдам логиката во тоа да имаме поголеми приходи од минатата година по основ на данок на додадена вредност, кој што е данок на потрошувачката по основ на инфлација, а трошиме повеќе пари за оваа година него претходната, кога претходната сме имале рекорден број на расходи. И нормално одговорот на вашето прашање е доколку ги намалиме, го стегнеме ременот, ги намалиме расходите, помалку се исклучуваат договори во 4 очи, помалку се увезува струја затоа што за 30 дена 35 милиони евра сме дале по основ на увоз на скапа електрична енергија, тогаш може пари да се обезбедат во буџетот. Односно, нека произведуваат повеќе наместо да увезуваат и ќе може ДДВ-то да биде 5 наместо 10%. И благодарам.